Интеркултура. Добре дојдовте во уште едно издание на шорткаст од Интеркултура, а мој денешен гостин е Никола Писарев, познат уметник кој што посебно се бави со протестите, со јавните акции, со активистичката уметност. Никола, дали е ова добро време за протестна уметност и за јавни акции? Секое време е добро за креирање акции, затоа што колку е полошо времето, уствари толку е подобро. И тоа има две причини. Едната причина е затоа што во лоши времења луѓето се двоумат и се плашат до некаде да излезат и јавно да бараат некакви права и да протестираат, што нас ни отвара можност да го споделиме нивното мислење и практично да нивниот став го кажеме без да се изложат тие на било каков ризик. А од друга страна, општеството наше е преполно со проблеми, значи не може да се постигне да се изнаправат доволно акции за сите проблеми. Апропо протестите предизвикани од неколкуте последователни инциденти, од кои што овој во Кочани беше масивен, меѓутоа и претходно со прегазувањето на пешаци и возење во пијана состојба, имаш ли чувство дека протестите како да се омаловажуваат, како да не се дозволува да граѓаните го кажат својот глас? И дали е тоа добро или лошо за една општествена клима? Постои голем страф од протести, поготово што овие протести последни од сообраќајните несреќи, па и ова на Кочани ги води една група на млади луѓе кои што у принцип премногу луѓе не ги познаваат, не се премногу изложени, имаат една хоризонтала во која што постојано се менуваат и мислам дека многу луѓе во Македонија кои што сакаат да го замолчат на граѓаните имаат голем страф од таа група. Прво има страф од некаква српска приказна во Македонија, што окей, меѓутоа од друга страна, знаете, тоа се деца на млади луѓе, не се деца, млади луѓе се на возраст 20 до 30 години, кои што мобилизираат една поголема категорија. Само нивните родители да се мобилизираат и нивните најблиски, тоа е пута 4, пута 5 од еден човек. Така да, мислам дека заради тоа ќе направат се да ги замолчат. Сега, има една друга работа. Ако они ги замолчат, работејки на зголемување на безбедноста, тоа и не е толку страшно, затоа што всушност и тие млади луѓе се собрале да протестираат и да бараат некакви решенија. Ако некој ги слушне и ги решава тие проблеми, тогаш е окей да бидат замолчени. А не можете да ги замолчите. Никого не можете да замолчите. Можете да купите молк на сила, со пари, со ова, со она, ама тоа ќе трае одредено време. Ќе трае месец, 2, 3, 5, повторно ќе искочи таа приказна, повторно луѓето ќе си бараат чари, ќе си бараат решенија. Младиве генерации сега имаат една друга перцепција, не ги купуваат приказните дека кога зборуваме за безбедноста, дека безбедноста доаѓа од надвор, дека доаѓа од етнички конфликти, дека доаѓа од некакви такви глупости. Туку они викаат безбедноста доаѓа дека ќе те згази кола, дека пиеме лоша вода, дека дишеме лош воздух и дека не знаеме што јадеме и апсолутно се во право. Кога ги земеме бројките, ние помалку луѓе изгинаа 2001 во војна отколку што изгинавме без врска. Така да апсолутно се во право и таа приказна треба да ја сватат. И носителите на одлуки, граѓаните веќе ја сватија, младите поготово добро ја знаат и се борат да ја стават на агенда. Несомнено е дека ти и цела една класа на јавни личности, интелектуалци и уметници протестирате, односно сте дел од критичкото мислење подолго време. Но секогаш кога има некаков револт или некаков протест, има една валкана игра во која што критичната маса на луѓе демократски ориентирани се обидуваат да ги дисквалификуваат во смисла на политичко влијание, па погрдните зборови како сорисоиди, странски платеници и така натаму. Како да се биде критичен, а да се избегнат таквите омаловажувања? Една работа која што нашала во една расправа скоро со некои луѓе кои што ги познавам, и оние почнаа приказната за странските платеници, тоа се луѓе кои што се бавеле со политика и со бизнис, и ја им отворено викам, многу е боле да си странски платеник него да си лопов кој што ги краде државните пари на граѓаните на Република Македонија. Така да мислам дека тука е одговорот.
И не треба да се влегува во тие глупави. Они секогаш, пазете, тој што не му одговара, кога протестирате против него, кога прави некакви глупости, он секогаш ќе најде начин да ве оцрни, да кажува приказни, да ве спои, да готви тоа се кои што прават теории на заговор. Нема друго решение. И мислам дека тука креативата многу може да помага затоа што како прво креативата може да биде анонимна. Сите акции, многу акции кои што сме ги правеле ние, никој не се знае кој ги правил. Ние ако кажеме дека е наша, можеме да кажеме дека не знаеме кој е. Меѓутоа битна е пораката, битна е приказната. И мислам дека современиот политички пейзаж оди кон тоа и дека тоа уште повеќе ќе се заострува, поготово кога имаме десничари некакви кои што се на власт и луѓе кои што се да речеме да не ги делиме на десничари или левичари, да збориме за конзервативци и за некакви либерали. И конзервативците секогаш ќе се стремат кон тоа да ги оцрнат, либералите ќе бараат некаква награда од процесот. Значи на крајот да се дојде до некакво решение кое што ќе ги задоволи потребите, кое што ќе овозможи подобар живот, посигурен живот и решавање на тие проблеми кои што се натрупани во државата. И ние паѓаме во замката на тоа. Многу луѓе паѓаат во замката на тоа, затоа што имаме вако онака, немаме тука партии и политики. Ти имаш проблем, тоа е тоа. Јас се сеќавам кога ги правевме акциите за водата во Гевгелија. Они нас не викаат, вие сте, не знам, сорсиди, вие сте вакви. Ние им викавме, ние сме можда и од кај Бил Ладен, ама вашата вода е отровна. Од таа вода умираат луѓе. И едноставно се заќутаа после тоа. Така да треба да се одговара и на нивни начин некојаш. Да им се плесне у фаца, ако сме ние странски платеници, они се домашни лопови. И увек е боле, ја мислам, да си странски платеник него домашен лопов кој што ги краде парите на граѓаните. А тоа го видовме, фала Богу, мислам ние имаме оксиморон. Антикорупцијска како беше. Значи тој што треба да те штити од корупција е фатен во корупција. Доаѓаме на базичните глупави филозофски прашања од 18 век кој го учи учителот. Значи ако антикорупционерот е корумпиран, ако она се продала за кревет, ова тросет шо и да беше, ова сега не знам зашто. Мислам, окей, онда дајте тоа да угасиме, дајте тие пари ќе им ги даеме на деца, на градинки, на било шо, барем две работи. Нема да трошиме пари и нема да има лажна надеж. Оти ние очекувавме лажна надеж од некакво СЕО, па очекувавме лажна надеж од антикорупцијското, и видовме претходниот состав на господја Ивановска како функционираше, барем алармираше. И сега видовме ова е еден туш за сите нас. Знаете, тоа е као кој еден другар ме вика, ја одам на доктора, он ме лечи на Google. Да види шо ми е. Си дел, како што реков, од критичкото мислење и протестите долг низ години целиот твој живот. Од друга страна, на некој чуден начин нас постојано ни се враќа истото, разочарувањето, реформите кои што никогаш не се спроведуваат, елитите кои што секогаш знаат да потврлат. Како да го одржиш од една страна гневот, револтот, бесот, кој што секако те мотивира за акција, но да не се осеќаш издишен поради целиот тој сплет на неуспеси на општеството да се промени. Ма тука неколку работи, гнев да, револт да, бес не, оти сум сватил многу дека бесот не води во правилна форма. Артикулација сега е многу добро за луѓето кои што се бават со култура, со уметност, со некаков креативен активизам, затоа што живееме во општество на спектакл. И многу е лесно преку уметничка акција мала да направите спектакл со многу малку пари, со многу малку енергија, може да направите мини спектакл кој што живее на мрежите, кој што живее секаде и кој што боцка во очи. Практично тој бърнаут кај многу активисти може да се насочи во таква една насока на креативно размислување, на конструктивна критика, на некакви, не мора да бидат тоа уметнички акции луѓето кои што немаат уметнички бекграунд, туку на некакво креативно делување за проблемите и на нешто што е малку подзаборавено, тоа е типот на индивидуален протест кај нас. Чи не мора протестот да има 500 луѓе, еден човек. Го имаме оној господин Бранко кој што протестира 20 години, 10 години веќе пред суд. Он е за мене херојот на нашето време. Он ше пред 10-12 години за некакви таму решенија на општина Кисела Вода кои што се оспорени на не знам каков суд, искочи и ни покажа уште 2011 и 2012 дека нас судскиот систем ни е тотално
еродиран и нефункционален. Еден човек сам не го покаже тоа. Кој што ниту е правник, ниту е ништо, едноставно е жртва на системот и тоа не го покажа. И ние сега допрва сите години го гледаме дека он било право. Меѓу другото, а како човек да се заштити за да не изгори? Не знам, јас одам по риба, одам во природа, си правам некои работи кои што мене ми се кои што ми биле овој, кои што дури во некои ситуации ми дале можност да не се откажам од сето тоа и да влезам во некаква тешка летаргија. Значи едноставно мора да си дадете и стално овие млади активисти кои разговараме, вика мора да се менјат. Не може еден човек. Не може, знаете, бърнаутот настапува кога сами треба да направите све или двајца, тројца луѓе и од другите очекувате да бидат некаква публика. Тоа е многу глупо затоа што јас сум го седел тоа на своја кожа 2013, 12, 14, што знам кога беше. Кога во еден момент јас и уште еден двајца другари со работници, колеги како сакате, значи ние свикуваме некаков мини протест 2010-11. Правиме цела логистика, значи јас се фаќам, носам звучници, местам агрегат, правам све, правам сценографија, држам говор, гасам струја, затварам, пакувам около и сидам дома. И после тоа сам Никола, шо правиш ти? Ајде, дај да, зашто за да дојат 50 луѓе? Па дај да направиме нешто попаметно. И така и дојде таа идеја за тој и за тие герили, и за креативен активизам, и се дојде нешто барем да не биде процесот интересен. И младиве луѓе ми супер, и со тоа пленумско нивно дискутирање со сати, и со сето тоа што го прават, ама нив процесот им е интересен. И тоа ги држи како една заедница. Тоа го гледаме сега ептен и во Србија и на други места. Дека процесот они го водат како што они мислат дека треба, како што они сакаат. И тоа е многу добро. Тоа е многу добро. Значи, научиле од грешките кои што да речеме нашата генерација ги правила 15-20 години, на 30 години дури наназад. Како да го избегнеме ова штетно влијание на социјалните медиуми, меѓутоа и елементи нели на хибридна војна, овој говор на омраза кој што е обесхрабрувачки, доминантен, лажните наративи, дезинформациите кои што кружат и на кои што многу луѓе стануваат жртви. Како да се направи добар критички акт, а да се избегнат минските полиња на... Една работа е треба да издржиме 60 години. Затоа што наша генерација е колку толку отпорна, тоа што е испод 50 или испод 52-3. Најранлива на сето тоа е генерација 50 плюс, тие се растени во Југославија, кај што медиумот, тоа што ќе било кажано на медиум или прочитано во весник или видено на телевизија се земало здраво за готово и морало да биде точно. Таа генерација на луѓе, на моите родители, на луѓе родени пред 65-та, пред 60-та година, денеска сите портали мислат дека се еднакви на Вечерно, Македонија, Српска политика, Загребачки весник, и они го ги прочитаат, они го земаат тоа здраво за готово дека они тоа го виделе на медиум. И за нив Фејсбукот е медиум. И они наседнуваат. И они се најкритичната група. Младиве луѓе, испод 30 години, уопште не наседнуваат. По некој, еден од 20, еден од 30, кој што е отворен, кој што е верува во тоа, али тоа се многу мали проценти. Младите генерации воопшто не наседнуваат ниту на лажни вести, ниту на измами, не се присталици на теории на заговори. Јас сега дојдов од 4-5 дена работилница со 25 млади луѓе од Македонија и Србија. Ниту еден не наседнува на тие приказни. Тоа беа луѓе до 30 години. Значи, они знаат, влегуваат, они веќе не веруваат никому. Тоа ки го имаме ние со новите генерации, ки го имаме тој проблем, да дури објективниот медиум, ако пласира некоја информација, они ќе ја земаат со резерва. Се хранат со некакви информации од некакви книги и материјали. Добро е што барем оние кои што имаат удел во некакво добро формално образование, го почитуваат тоа што им е достапно. Интернет библиотеките се многу поголеми денеска од нашите библиотеки. Сите перфектно зборуваат 1 до 2 странски јазици и они се многу поимуни. Значи ќе ни треба еден период да таа генерација постара или да работиме сериозно на нивна едукација, да се заштитат од лажни вести, од теории на заговорот, така и така натаму, или да чекаме да едноставно не бидат во можност да влијаат со нивното мислење. Благодарам за гостувањето. Фала и вас. Култура, интеркултура, интеркултура, интеркултура.